Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа 21-та седница. На дневен ред беа 20 точки со дополнување 20 и неколку. Од оние точки кои на лице место беа изгласени, ја одделуваме она на Лазар Туниманџов, во која се говореше за актуелното загадување во општина Кавадарци. Од останатите редовни материјали на денешната 21 седница во овој прилог ги издвојуваме. Предлог одлуката за кофинансирање на проектот за изградба на главен фекален коректор се работи за точка која беше едногласно изгласена. Предлог одлуката за определување на приоритетен проект изградба на фекална канализација во Раец. Слична точка беше и следната, која исто така беше едногласно усвоена, а определена за село Раец. Во натамошниот дел од дискусијата се разговараше по предлог одлуката за определување на приоритетен проект за реконструкција на локалниот пат Ладно Долче до село Крњево пред Бирото за регионален развој. Во рамките на дискусијата, советникот Ташо Радњански рече дека попусто 15 години говори за изработка на проект за изградба на патот кон Дисан со оглед на состојбата што голем број кавадарчани имаат своји лозови и други земјоделски плантажи на овој дел и добро би било да биде изготвен таков проект. Во колку има за оваа делница и на други места, можно е во дадена ситуација кога ќе има определено средства од владата на Република Македонија, истите да бидат преземени или соодветно употребени за изградба на пат. Во натамошниот дел од дискусијата, советниците усвоија и други материјали, меѓу другите за програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште за тековната година, а исто така едногласно помина и двете предлог одлуки за физибилити студија за јавно-приватно партнерство за реконструкција на комплексот Ла Луна и воведување на спас одржини и одлуката за усвојување на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за реконструкција на градскиот базен. Што се однесува за физибилити студијата за јавно-приватно партнерство за доизградба на неизградениот дел на спортскиот центар Митко Живасев Јасмин, беше гласан и едногласно изгласан заклучокот дека на овој дел, на овој објект не е можно примена на јавно-приватно партнерство. Објектот ќе биде граден само со општински пари и истиот ќе биде во собственост на општина Кавадарци. Во натамошниот дел од дискусијата на денешната седница беа усвоени речи сите материјали предвидени за денешниот дневен ред од 10-та па до 20-та точка. Рековме дека во рамките на денешната работа на Советот поголемо внимание од дополнителните точки му се посвети на загадувањето на општина Кавадарци во последно време, зашто РТК ќе определи посебен термин и ќе емитуваме посебна информација за оваа точка.